да се прикажат остварените спортски резултати. Велосипедскиот клуб ВЛ во соработка со Општинскиот сојуз на спортови, поточно со општина Куманово, и 2015 година успеа да ја заврши со висок спортски резултат, односно да ја освои ранг листата на Велосипедската федерација на Македонија, поточно да стане клубски шампион на Македонија. На нас ова не е прв пат, ние скоро 2 децении сме во самиот врв на македонскиот велосипедски спорт, со што покажуваме и докажуваме дека општината Куманово е центар за македонскиот велосипедски спорт. Тука ние ги негуваме во нашиот клуб сите категории кои велосипедисти остваруваат високи спортски резултати. Кога сме кај спортските резултати, ние не само резултатите што ги остваруваме во Македонија, ние остваруваме високи спортски резултати и на меѓународни велосипедски трки и на меѓународната ранг листа, светска ранг листа сме високо класирани со нашите велосипедисти. Може да започнеме и со поединечен пласман на нашите велосипедисти по категории. Ќе започнеме од најмалата велосипедска категорија, поточно со нашиот представник Денис Колевски, кој дебитираше 2015 во категорија јуниори, што успеа да ги победи сите трки што се возеа во Република Македонија, успеа да победи државно првенство друмско, успеа да победи ридско првенство на Македонија. Тој започна да се натпреварува и уште една дисциплина која се вика планински велосипедизам, поточно сите го викаат mountain bike. Таму тој успеа да ја добие и титулата државен првак на Македонија во планински велосипедизам. На меѓународна сцена на Балканскиот шампионат успеа да се класира на 10-то место, иако ние го очекувавме многу повисок, имаше здравствени проблеми, али сепак тоа ќе го повторим, се надевам, во 2016 година. Во категоријата над јуниори, што е категоријата до 23 години, го имаме Никола Ѓукич, кој е убедливо најдобар велосипедист во Македонија во таа категорија. Успеа да стане државен првак на Македонија на ридско возење, сепкупно, значи таа категорија се вози во Македонија во категорија сениори, и тој е државен првак во Македонија за 2015 на ридско возење. Во таа категорија го имаме и Андреј Петровски, кој 2015 година како представник од Велосипедскиот клуб ВЛН Куманово и представник на Велосипедската федерација на Македонија престојуваше во Светскиот велосипедски центар во Швајцарија, поточно во седиштето на Светската велосипедска федерација, каде се припремаше за големи меѓународни велосипедски настани и преку нив успеа да настапи на светското првенство во Америка во Ричмонд. Тоа е еден голем потик за понатамошен развој на самиот велосипедист. Исто во категорија Мастерс со Зоран Ристовски, жал сега не е тука, бидејќи има работни обврски, тој успеа во Македонија во 2015 да победи сите трки што се одржаа во таа категорија Мастерс, да стане државен првак на Македонија во Мастерс категорија, иако тој е носител на категоријата на државната категорија меѓународен спорт која доделува Агенцијата за млади и спорт и е носител на категорија од светска класа спортист, што во моментот е единствен активен спортист во Куманово кој има таква категорија од светска класа и за која категорија добива и стипендија од Агенцијата за млади и спорт. И во највисокото достигнување, значи во сениорската класа, односно во елит, ние ова година успеавме да станеме државни прваци поединачно со Стефан Петровски, кој победи доста трки, го победи државното првенство друмско во Македонија, стана државен првак на Македонија, али не се задржаме тука, сакаме да кажеме дека и во категоријата планински велосипедизам можеме да доминираме во Македонија, да им покажеме на останатите наши клубови во Македонија дека и тука сме најдобри. Тој исто така успеа да освои титулата државен првак на Македонија во планински велосипедизам. Со Стефан Петровски, со Никола Ѓукич, со Андреј Петровски и со уште еден наш велосипедист кој моментално живее во Швајцарија, Вели Савики, ние учествувавме на 4 големи меѓународни велосипедски трки во Турција,
една во Србија, каде таму успеавме да оставиме доста висок резултат. Андреј Петровски на трката во Анкара, во етапна трка од 4 етапи се класира во генералниот пласман на 8 место, што е многу висок пласман за таков тип натпреварување, а Стефан Петровски се класира на 11 место. Значи, со сите тие наши резултати што ги остварувавме, Стефан Петровски на светската рейтинг листа во моментални таа е завршена сега со натпреварување, се наоѓа на 218 место од 1400 велосипедисти. Значи, тоа е на многу висок, не сме имали до сега таков висок резултат на така голема светска листа. Се надеваме дека и следната 2016 година ќе бидеме по-успешни и главното ќе го оставаме за крај. Ние се бориме со нашиот резултат што го имаме до сега остварено, сме близко до нормата за Олимписките игри во Рио 2016 со Стефан Петровски и со Андреј Петровски и се надеваме дека еден од нив ќе успее да се избори да се најде на Олимписките игри во Рио 2016 година.